2020 година оставивме зад себе, но таа не натера да размислиме кои се вистинските вредности во животот и како да го живееме посрекно и поубаво. Но исто така не натера да го цениме своето, да ја цениме Македонија и да уживаме во сите нејзини убавини. Затоа и Мастрав Муабет, емисија во која што ќе биде посветена на убавините на Македонија, но исто така ќе биде посветена и на македонските уметници, како тие живеат и како тие творат, но преку еден поинаков и позабавен начин. А за кого станува збор во оваа емисија, ќе видите понатаму. Значи завршивме ние на стража. Беше многу ладно, минус 7 степени. Традиционално, нели се знае, на стража се јаде една мекица. И продолжуваме понатаму. Одиме сега на кај Охрид, да ја сретнеме нашата главна музичка звезда, нашиот најпознат охридјанец. Некој вела дека бил и најсилен таму, да беше од Битола ќе го викале силниот, а од Охрид не знаеме како го викаат. Охрид е нашиот најубав град, кој ќе кажеш за Македонија, прво на сите што им текнува е Охрид, балканскиот Ерусалим, македонскиот Ерусалим. Колевката на нашата цивилизација, на писменоста. Нашиот гостин е дипломиран туризмолог, пак имаме VIP можност да не прошета и да ни го покаже Охрид, да видиме да ги видиме сите негови убавини. Така што уште малце ни остана, а за кого станува збор, ќе мора да почекате уште некоја минута. Ја искрено не памтам кога последен пат сум се возел со автобус на кај Охрид, а еден од символите на Охрид е охридскиот превозник Галеб. Јас се сеќам како дете, како тинеџер, колку гужва имаше на автобуска станица во Скопје за да се патува за Охрид. Сега малку времињата се сменија, ете така, значи се сменија времињата, сите сакаат побрзо да стигнат, сите сакаат што може поедноставно, поефективно. Се изгуби тој драж каде што се чекаше буквално редица за да влезеш во автобус, па и да се гужваш во автобус за да стигнеш во Охрид и да се журкаш во Охрид. На времето луѓето патували по 10-12 сата по стариот пат на кај Охрид. Се возели со воз, еве ние тука поминуваме баш кај што возело старото Вовче Киро, кое што поминувало од Скопје покрај сите села и градови, Тетово, Гостивар, Кичево, додека да стигне до Охрид. Малку се изменија времињата, се изменил и градот искрено, тешко ми е да се снајдам.
конечно стигнавме во Охридската чаршија. Се повозевме малку со автобусот на Галеб, тука некаде ми е гостина. Главна паца во Охрид. Еве. Ладно, а треќе? Камен, брат. Камен? Извини се Како на си? кавица. Нема проблем. Ние вака машки да се поздравиме. Како си? Супер, ти како си? Добро, добре ни дојде во Охрид. Добро ве најдовме. Гледаш, малце кај ние- Скопје не знам како ви, кај нас има сонце, чист воздух, убаво. Сега малце ние скопјаните да ви дојдеме во Охрид, не само Се не летно сам време, ти кажам да зимно извадиш маската, ама... А? време. Да не ме казна. Не знам. Не знаат. Ти си знаеш. Али Како на си? ваков убав воздух да носиш маска, мислам така. Ние навикнати сме на загадено па полно. Како си? Добро, одлично. Ти? Супер, да ти кажам, се повозев Браво. и низ градот малку. Како по стража, има снег? Имаме. Има. Много. Ладно, замрзнато. Камен. Полека. Е дека Охридов е нешто посебно. Чекај се, не знам како вака полека како кога одиме ми иде рацете назад да ги ставам како старите. Весник да се земе, брат. Да. Па добро, Охридска чаршија и убаво е така, мислам интересно е да и ги ставиш рацете назад, а може и со весни да шеташ. Чудно ми е искрено ти кажам највеќе зашто летно време кога ќе дојдеме сите трчаат лево десно. Гледање, полека. гледање сега наедно споро иде се полека. Дали животот Охрид во принцип е пензионерски град, ја така го викам. Значи не се дешава ништо посебно сега, не правиме за во време на пандемијава. Општо Охрид во зимски период е, освен Водици и Нова година, тој период е пензионерско. Како ти си го поминуваш периодот? Претежно дома. Претежно дома. Пред некое време се запослив во општина Охрид, еве ги поздравувам моите колеги сите. Каде што се надевам дека во догледно време ќе почнам да делувам за тоа што ме вработија, организација, настани и такви работи. Ти си познат во културата, во тој сектор, така што верувам дека можеш многу да придонесе за... Јас се надевам дека ќе можам да придонесам за градот, пошто ми е чест и многу голем кеф ми е да придонесам за градот. Браво, а музичката кариера? Музичката продолжиш кариера во исто темпо? си оди паралелно, да. Знаеш, од кафе ги се пие. Дали имаш некоја местенца која што може да се пиеме на кафе, зашто креата е, седиме, шетаме низ Охрида, да не погледнеме во изеди кафе да пиеме. Кај пиеш кафе, кажи. Кај пијам кафе. Знаеш, она која си староседелец, која си дома и која е малце неблагодарно да ги делиш, кој брат ти е подрак, така? Аха! Кого повеќе го сакаш? Синот или керката? И двајцата? Така? Така. Е па сега, мене сите овие локалджи ми се пријатели, така да нема смисла да делам негде, сегде пијам кафе. Охрид е волшебен град, есенција од култури, ароми и патина. Господ кога дарувал убавина, овде се заборавил. Ги истурил најубавите охридски цреши, му дарил езеро за огледало и жив накит од галеби, лебеди, пастрмки, плашици, бисери. А срцето му го сместил во старото градско јадро, во Варош, чија главна артерија е чаршијата, чувана од крошната на вековниот чинар. Овој град на писменоста, светоста и светлината, бисерен какви што си неговите бисери, е колевка на светската цивилизација. Старата автентична архитектура во Варош, својот процут го доживеала во 19. век, кога градот бил економски најсилен. Тогашните видни трговци соработувале со Лајпциг и Виена, а многу од охриѓаните се школувале во Париз, Сорбона или Атина. Во овој дел од Охрид живеел, творел и црпел инспирација нашиот голем поет и преродбеник Григор Прличев. Езерото е магично во сите 4 годишни времиња. Разблескано од сонцето, како што туку да се родило криејќи ги милионите од години во своите длабочини. Во неговото синило постои растително и животинско царство за кое што денес единствено се знае од фосилите.
дури и НАСА му оддаде почит. Едно од езерата на Сатурновата месечина Титан го нарече Охридско. Денеска по Охридското езеро на Титан, звездичките што светкаат се можеби охридските кајчиња или плашиците, или бисерите од кои се одбиваат сончевите зраци. Охрид си го има тоа, но јас мислам дека малце треба да се секој турист кога ќе дојде во Охрид, освен ако не е млад и ако не му недостасува ноќен живот, прашува кај има нешто убаво да се јаде, убав ресторан. Значи мислам дека така тоа треба да се базира овде кај нас, да има да се касне убава охридска пастрмка. Убаво мени и да се ужива во погледот во езерото. И да се ужива во стариот дел на градот, значи во Охрид и околината има буквално 7 дена еден турист да прошета секој ден на различно место. Имаме што да покаже и тоа треба да го искористиме. Од тука до Светинаум, бога ми, има и како што да се види. Не само Охрид, и Охридско-Струшкиот регион, така, целиот регион. Тиркизот на Охрид се неговите кајчиња закотвени на кеот, во летата дежурни за превоз, и тоа секој со домаќин со широка насмевка и покана на кајче бесплатно. И овој охридски мајтап стана белег на градот. Но ако се вратиме наназад 80-на години, одовде почнала и историјата на првата охридска регата, во која токму кајчињата биле првите импровизирани едрилици. Со монтирано платно, во лов на термика и идеален езерски ветер, прв пат запловиле тимски во 1937 година. Тогаш навивачката трибина била градското пристаниште на кое радосните навивачи ги бодреле едрата наместо до тогашните весла. Денеска оваа мала градска лагуна ги собира помалите и поголемите бродови кои крстарат од градот до најубавите места од крајбрежјето на Галичица. Бучавата од моторизираните кајчиња, денес со регистарски таблички, во придружба на јатата галеби и сезонските хитови, се дел од урбаниот шарм на градот, кој чува тајни за милион години. И нека не ве лаже сонцето на зимско крстарење. На минус 10 степени брановите бели како овчи руна бегаат под бричот на студениот северец, а пловидбите се препорачани само во мислите и мечтите. Епа домакине, да сакав некој вака да ме пречека, немаше да ме пречека, да ти кажам. Баш ми е мило. Како некој скопски цар. Не, нека во сум некој Охрид. домајкински настроен, ама окей сум. Одлична трпеза, искрено. Ние сме во Инекс Олгица. Така е. Ти благодарам за прекрасниот поглед на вака. И Охрид се гледа, и езерото. Езерово денеска е преубаво. Што викаме ние охриѓани има овци. Има овци, Да. зимно време. Да. Тоа се белите, така? Така, така. Многу е убаво, искрено. Ти си домаќен човек, филјан човек, така? Сакаш да си готвиш, сакаш да си мезиш, сакаш да уживаш во храна. Се познава? Не. Ќе те видам после во теретана како се познава или не. Да, сум гурман, си сакам убава храна. Мада во последно време сум малце на диета, али добро, сега после празнициве и редно е да сме на диета, пошто се опуштивме малце. Од руска и чварки само на чварки се. Не знам што се чварки. Не знам како се викаат похрици. Пршки. Пршки? Да. Само на пршки, а? Па имаше од све. Охрид кој ќе дојдеш, искрено на мене на ѓомлезе ме потсеќа, на охридско макало, на пастрмка, има доста специјалитети, Да, се гордееме со тие некои специјалитети. Искрено јас и го сакам и не го сакам ѓомлезето затоа што е брашно и вода и сол. Но во секој случај на луѓето што доаѓаат од страна им е интересно, така да
Супер. А охридското макало се гордеем исто. И е како да кажам, Надалеку се чувствува. се чувствува надалеку и е апетитка, значи отвара многу апетит. Јас го сакам многу со риба. Значи не знам колку луѓе тоа практикуваат, јас го сакам да си ја намачкам рибата убаво со лукче одзора. Иначе морам да спомнам, ќе се препознае сам. Имам еден другар во Скопје, го прави поубаво од сите охридски макалови. Охрид. Кажи го. Нема да го кажам, ќе му тропаат на врата, ќе го бараат од Скопје. Ќе му отвориме Си работа. знае кој е. Е специфично за правење, али е многу убаво за јадење. Дали сакаш да готвиш? И што готвиш Сакам најмногу? искрено, сакам да готвам, сум готвел порано, сега не знам, можеби сум заборавил затоа што жена ми ме брка од кујна, затоа што и правам неред. Мислам клише муабет, али факт е дека постои како муабет. И затоа сега можеби кога сум сам ќе си спржам јајца и такви работи. Од Паста знам да направам. Од специјалитетиве ништо, ни ѓомлезе, ни... Не. Не. Ми кажа преска за... Џемлезињата ги прават најво бабите. Значи да знаеш. Стара баба, добро џемлези. Сум гледал, ти идат слој по слој, по Е, слој, така. по слој, по слој. Треба време, треба трпение и така. Преска ми спомна за специјалитетот со пиперки, знаеш уште никој специјалитет исто. Подобар од ова. Специјалитет. Ова ми останат од татко ми покоен, он правеше многу. Свири пиле се вика со суви црвени пиперки. Кај нас ги има многу, мислам дека и во цела Македонија. Вода многу, топла вода, попарени и лук многу. Како освежувач. Не на здив на телото. Тоа ми има останато од татко ми, се вика свири пиле. Добро, значи имаме ѓомлезе, макалце, пиперки... Свири пиле, да. Само треба вода фали. Покрај овие прекрасни предјадења, ние главно сме дојдени за главниот охридски специјалитет, охридската пастрмка, така. Така е. Охрид е познат по охридската пастрмка. Не знам дали ја знаеш приказната за охридската пастрмка и за црвените точки на охридската пастрмка. Искрено знам нешто, ама ако имаш нешто подобро да... Имаме Да ми интересен објасниш. прилог подготвено од каде потекнуваат тие црвени точки, поврзани се со една легенда која што потекнува многу одамна. Па е прво да го погледнеме па да видиме Ајде баш да видиш. што ни следува. Кога се зборува за Охрид, не бива да не се спомне и Билјана од легендите. Според една од верзиите, царот Самуил бил влюбен во убавата охриѓанка, која му починала на раце. Народот ги оживеал солзите на царот во црвените дамки на пастрмката. Оттаму, оваа природна реткост е скапоцена како солза. Охрид е полн со љубовни легенди и песни за охридските убавици, кои добро ги знаеме, но една од помистичните е охриѓанката измамена од љубов, која во песната сегде скита и го бара измамникот свој. Една од најубавите охридски чалгии со совет и порака за вистинска љубов. А сега сегде скита, а сега сегде скита, а сега сегде скита, достојна за љубов. Значи, искрено ти кажам, прв пат гледам вака, чорба со плашици, со плашици, како рекоа коркут, така? Не знам, јас Да, сум да. уште под импресии дека има толку... Јас да ти кажам, коркут се вика искрено многу сум пријатно изненаден. Многу вкусно, многу убаво. Да знаев дека си ваков домакин ќе доаѓав почесто, да ти кажам искрено. Слободно те очекувам во секое време. Се гледаме за 2 дена. Ке се дојдеме овде кај нек Солгица ке не пречекаат уште поубаво. Така да, Ќе се представиме само со други имиња. ке можеш да си земеш и пропратно некој со тебе, не е проблем. Значи овде мислам дека има Фамилија. за 4-5 луѓе без проблем. Пастрмката каде е? Пастрмката, Ја нема. чекај да видиме овде. На пастрмка дојдов, се донесе, само пастрмка не донесе. Биди се маце трпелив. Значи, пастрмката е шлагот
на сите јадење. Ја мислев макалото дека е шлаго. Не, макалото си е како што си треба и кај што треба. Јас да се извинам на сите по пат кои ќе се враќам за Скопје, ако сакаат да поразговараат со мене. Ова не е такво макало, ова не е таков лук, значи да го каснеш и да мирисаш. После пола сат нема да мирисаш. Антисоциализација. Верувај ми дека нема да мирисаш после половина или 1 час. Ајде ќе видиме баш. Ќе видиш. А пастрмката кога ќе стигне? Стрпка душа малце. Да мезнеме уште малце. Да мезнеме. Да нема уште нека. Не, мислам дека после ова, после чорбата и доаѓа пастрмката. Секоја чест искрено за Инек Солгица, секоја чест за тебе како домакин. Стварно си домакин човек. Фала ти многу. Значи трече ми пукна. Каде е пастрмката? Каде е? Еве ја пастрмката. Туку да те прашам, дали знаеш да јадеш пастрмка? Не, Дали знаеш како се јаде пастрмка? не бато. Не? Не. Со раце. Чекај, ама не е само Земај пастрмка. чисти коски и јади, слободно. Чекај се, чекај. Значи ти донеси уште нешто. Да. Ова е Тарана. тарана. На охридски начин. Да. Верувам Добро. дека е на охридски начин. Јас само си ја варам и си ја посолувам, си ја јадам. Ова е нешто специјалитет. Браво. И дали знаеш тарана и јувки по скопски, по македонски, мислам дека се од некој исти состав. Да, тестенина, си е тестенина, знаеш, се вари. дали знаеш јувки како се викаат на охридски? Не. Губи. Губи. Да. Вие Губи мене ми е охриданите? наменито, губите се наменито кај нас дома секоја втора вечер. Затоа си така цело време фит. И затоа губам се. Да беше од битола силниот ќе те вика. Јакио? Јакио, најакио. Нема врска. Тоа беше со силата пред 10-11 години веќе и ми помина силата. Не може да ти помине. Джедај еднаш, джедај за секогаш. Да се надева. Професоре, јас ке ставам лимонче прво, а ти ќе ми покажеш како треба да се јаде со раце. Така? Ти не се кирај се. Ајде. Само да уживаш. Ама разбрав дека уште имало за јадење. Што може после риба? Па не знам. Кит. Благичко. А, блакичко. Ета. Седикец. А? Ајде да ја пробаме ние пастрмката, па да видиме после што ни следува за десерт. Така. Ние се најадовме што се најадовме, ама сега треба оваа храна да се потроши. А кај ќе ја потрошиме ако не е од теретаната во Инек Солгица и тоа со главниот ментор на сите вежбачи во Охрид, најсилниот Ѓоко Танески. Значи не може да си фраер во Охрид ако немаш охридски мускули, се знае бицепс, трицепс, гради. А главниот охридски фраер овдека денеска ни е тренер да ми покаже како треба да се вежба, за да кога ќе дојде летно време да може да се покажам и ја, да не ме ишљакаат охридјаните дека Скопјанец, нели? Ѓоко, како се одржуваш? За сила не треба вежбање. Па добро, да, и врски треба помалце. Кажи ми како се одржуваш со оглед на короната и дали водиш здрав начин на Со живот? оглед на како изгледам? Одлично изгледаш. Не смеам да те навредам овдека на твој терен. Така. Летно време играм тенис, искрено. Колку што можам. На зимно време играм пинг-понг и одам на пилатес. На пилатес? Да. Не знаеш кај да оти. Нема, не знаеш кај да оти. Машка група имаме. И така, убаво ми е, супер. Мислам сега со корона вежбаме онлайн, ама кога е нормално време, пилатес. Зашто е константно си, ајде последниве 10 години ќе речам, константно си во форма, секогаш исто Не изгледаш. зафркавај се. Туте Во по форма футбалење, се. Не зафркавај, каква форма. А сите се поправиме са 5 кила плюс минус мање више, значи не се рачуна, ама пак изгледаш супер и Фала ти многу. како поминуваат годините? Доста ме фали. Доста, а? Нема му те пофале. Бањање во Охрид зимно време? 19 јануари. Ова везно? Не секоја година, ама претежно да. Ова година ќе видиме како ќе биде, ама мислам дека ќе се бања. Здрав живот? Колку што може. Што подразбирате? Здрава исхрана. Само чварки.
Па чварките здрави се. Да, така. Ние ги викаме пршки. Пршки. Да. Ете уште еден збор научивме на охридски. Пршки. Теретана? Теретана одамна не сум бил, затоа што имав еден проблем, така некој мал, со истегање на вратната жила и од тоаш почнав ствари да одам на пилатес. Джабе се напињав човече, Да, джабе троши. вежбав се, стискам, викам сега да тоа се што- покажам на Ѓоко. Ја за пилатес требаше да се Еве овие спремам. Јажињата? јажињата, значи такви работи, топка, по некои 600 до 700 стомачни мускули. Ти се познаваат? Да, се познаваат. Да, од преска ги гледам. И така, еден сат исцрпување максимално, многу добро. Значи на работење до сите, без разлика колку години имате, 5, 10, 15, 20 или 40, како Ѓоко мора да Спортот го практикувате. везе. Мора спорт. Спортот го везе. Значи спорт и ништо друго. А сега после спорт одиме ние Макар во и спа. пешачење, Пешачење? Да. Трчање? трчање, Само во девојки. колку може со колениците. Да. Значи сега после теретана ние ќе се извежбаме добро, а после теретаната, односно фитнесот, одиме директно во спа малку да се опуштиме и да уживаме. Ај сега јас да те изненадам. Значи, за десерт имаме охридска торта, односно горечка торта. Горичка. Горичка? Добре. 4 плюс према 5. Оригинално е во 70-тите години на 20-тиот век. Во Инекс Горица, односно Инекс Олгица за прв Измислена. пат. Измислена. Нивни продукт. Точно е. Дали бев добар до сега? Ти треба да ми кажеш. Па јас така разбрав. Јас сум од Добро. Скопје, ништо не знам. Но останува само да ја пробаме и да видиме дали ќе биде од 5 на 10 оценката. Од 5 до 10 или од 1 до 10? Ма не, од 5 до 10. Од 5 до 10. Петка не е пролазна. Добро, готово. Може? Ќе ја пробаме. Значи, ние сега ќе конзумираме, тоест ќе уживаме во десертот. А што ќе се случува во следната емисија со професорот Ѓоко Таневски, останува да гледате во следната недела и да уживате во разговорите. Јас искрено уживав овој викенд, верувам дека и вие. Мислам дека Ѓоко се опфативме што требаше за Охрид за оваа емисија. Ако пропуштивме нешто, ќе кажеме во другата. Ако пропуштивме нешто, гледајте на следната недела.
Знаеш овој Филјан човек? Кажи ме, хајде што е. Тој човек. Тој таму е тој Филјан човек. Шо вкус? Некој е ванила, некој е јаболче, појма немам. Горе има музичка. Немам вкус. Нема. Ау. Има цневен. Добар ден. Добар ден, мој поштове. Да се смириш, ти езеро мое, и да блесне сината ши. Ти ми требаш, за да ме утешиш, покрај тебе